Почитувани гледачи, добар ден, 25 јуни. Добре дојдовте во уште едно издание на Отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска. Со нас ќе се дружите до нешто по 17 часот и 30 минути, односно во првите 3 блокови од денешното Отворено студио 1. Секако, како и во секој друг ден, така и денеска за вас подготвивме доста интересни содржини во кои што ќе учествуваат голем број гости, а се однесуваат на прашања кои што нормално ги засегаат граѓаните секојдневно. Но за темите и гостите предлагам да ви информира Елена. Повели. Благодарам, Антонија. Добар ден на уште еднаш почитувани гледачи од мене. Па ајде накратко да погледнеме што е она што денес следува на програмата на 1 ТВ. Стандардно во овој прв блок Отворено студио 1 ќе се потсетиме на вчерашните гостувања во Дневникот, потоа во авторската емисија на Нета Кочишки лице и секако кои ќе видиме кои беа гости во Отвореното студио 1. Потоа следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петревски, па ние се враќаме повторно во Отвореното студио во 15 часот и 25 минути, каде што ќе разговараме на една актуелна тема, тоа е дека периодов има масовно труење на кучиња ширум земјава. Надлежните институции молчат, ќе видиме како тие планираат да го решат овој проблем, а токму на оваа тема ќе разговараме со две на Цветановска, како и со ветеринарот Радомир Петрушиевиќ. Потоа следува термин резервиран за колегата Дејан Андоновиќ и неговите анализи од регионот и од светот, па уште едно информативно издание во 16 часот вести со колегата Александар Петревски. Веднаш по завршувањето на вестите следува кулинарското шоу Маја готви, па ние се враќаме повторно назад трет блок Отворено студио 1 во 17 часот, а темата на која што денес ќе разговараме ќе биде како зеленилото влијае врз квалитетот на воздухот и температурите во градот. Токму на оваа тема разговараме со Ели Пешева од До2 коалиција, потоа Кирил Сотировски, декан на Шумарскиот факултет, и Марга Качуркова од Општина Центар. По завршувањето на овој трет блок Отворено студио 1 секако следуваат забавните емисии, односно хайлајтс од последната досега гала вечер на Звезда број 1 музичкото талент шоу, потоа следуваат нашите ексклузивци и секако Сергеј со студио Мода. Вечерашното студио 1 ќе го преземе колегата Александар Чомовски во 19 часот и 20 минути, а темата на кој што, односно тој во ова прво вечерашно издание од студио 1, тој ќе разговара со своите гости на две теми. Првата е македонска и европска мода, стил или кич. На оваа тема тој ќе разговара со Изет Цури, моден креатор и стилиста. Потоа уште една тема има исто така во овој блок од Отворено студио 1, ќе разговара со Мартин Вучик, директор на Танец, по повод 70 години Танец, фолклор што ја шири вистината за Македонија. Дневникот следува во 20 часот со колешката Кристина Атовска и Александар Чомовски, па потоа веќе добро познатата авторска емисија на Гордана Дувњак Правда и неправда. Темата ќе биде може ли правдата да има етничка боја, ќе разговара со Шпент Деваја, врховен судија, како и со Гордан Калајџиев, универзитетски професор. Потоа во 22 часот следува граѓанскиот форум на тема какво високо образование е потребно за развој на државата, студирање или бување, кадри за дома или за странство. На оваа тема Чомовски ќе разговара со своите двајца гости, Сашо Куруновски, ректор на Универзитетот Климент Охридски, и Атанас Кочов од Машински факултет, и секако вечерашното издание го закружуваме со вестите во 23 часот. Така, една од најинтересните теми во минатите неколку денови секако е реконструкцијата на владата, откако премиерот Зоран Заев до собранието во неделата го достави списокот за тоа кои министри ќе заменат од функциите, а кои ќе ги заменат. Секако еден од најинтересните детали е тоа што премиерот Заев паралелно со премиерската функција ја презема и функцијата министер за финанси на местото на Драган Тевдовски. Момент кој што предизвика доста реакции во јавноста, тоа според економскиот аналитичар и новинар Љупчо Зиков не е исклучок во европски и светски рамки, меѓутоа во Македонија досега такви случаи биле многу ретки, па затоа јавноста и доста реагира по однос на ова прашање. Тој гостуваше во Отворено студио 1 вчера кај Сашо Ордановски, предлагам во продолжение да видиме дел од неговото гостување.
Овој потек ценам дека е после председателските избори, тоест влече корени од почетокот на годината, особено после председателските избори, кога годината владата ја прогласи за економска година. Прогласувањето на годината за економска подразбираше дека треба да има зголемено количество на капитални инвестиции во економијата, тоа се знаеме, трошењата преку буџет на владата. Тоа не се случи. Значи, веќе влегуваме во 7-миот месец на годината, тоа не се случи. Се уште не се случува. Има капитални инвестиции, меѓутоа далеку од најавеното и далеку од потребното. Значи, за да обезбедиме раст на економијата од 4% и нешто. Да, во вториот квартал имаме ние 4,1% раст, меѓутоа треба во структурата да се влезе од каде е растот да се види. Реално, општото гледање и перцепција е дека капиталните инвестиции не се случуваат. Тоа се трошењата преку буџетот и она што и информации доаѓаат до нас од страна, што сме посветени на оваа проблематика, кажуваат дека постојат некои тесни грла точки во владата кои не обезбедуваат проток на Добро, на кој начин на е министерот за финансии одговорен за нетечење на капитални инвестиции во 20 министерства? Па јас точно не знам, не сум го работел тоа. Она што општо тоа министерство и таа позиција кажува е дека Министерот за финансии со својата политика може да го успорува или да го забрзува протокот, ради тоа што тоа се проекти договорени на седница на влада. Меѓутоа, потоа во операционализацијата, во вториот дел, настапува она што велиме ние апсорбциона моќ на администрацијата. Разбирате, тоа е истата тема се случува и со странските фондови, кога зборуваме, нели доаѓаат, па се жалат овде, потоа странците велат ние ви даваме пари преку фондовите, вие не можете да ги искористите. Тоа е и производ на реформа внатре во администрацијата. Сега, ако добро те разбирам, сакаш да кажеш дека можеби министерот за финансии до сега имаше известна крутост во спроведување на некакви побрзи процедури. Многу информации од теренот кажува дека министерот за финансии бил, како да ви кажам, превнимателен, тој термин да го употребам, превнимателен, тоа не значи дека министерот или министрите или премиерот не треба да бидат внимателни, нели? Сите велиме дека треба домаќинско работење со владата, меѓутоа знаете, или премногу работите, или па премалку влечете потези, носите одлуки, исто тоа и тоа е проблем. Значи, кога не носите одлука за нешто, и тоа е проблем, бидејќи се успорува системот, во случајот се успорува економијата за некои работи, еве капиталните инвестиции се успорени. Сега некој ќе рече дали Тевдовски, дали Министерството за финансии е одговорно за капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции се договарат во повеќе ресори на ниво на влада, меѓутоа повторно ќе потенцирам делот на операционализација кој оди после тие седници на влада, откако тоа е договорено, тоа е имплементација на договореното. Тука мислам и сите информации од теренот кажуваат дека во тој дел има, како велат, на влада ќе се издоговорот, а после продолжуваат да преговараат. Дали тоа нешто треба да прави. Тоа е типично за СДСМ низ годините на назад, зашто ти тоа знаеш, ти е премногу. Сега не зборам само за Тевдовски или не зборам за него. Значи, како министер, во принцип тоа милје на СДСМ повеќе љуби да филозофираат, да мудруваат, да кажуваат професорски како треба, отколку да се работи. Еве ја ќе направам една проста споредба со претходната власт на Никола Груевски, која ние оценуваме за режимска, диктаторска и секакви можни епитетики даеме, меѓутоа една работа не можеме на таа влада да ја оспориме, дека таа беше многу ефикасна и ефективна. Значи, во трошење пари, во трошењето пари. Тука ќе кажам еден виц од секојдневието, еден мој пријател знае многу пати да се нашали на темата која отсликува многу голема вистина. Ги анализира СДСМ и неговите министри, пратеници, јавна администрација и ќе речат, не ми е јасно, овие не знаат ни за себе да одработат, вика, у целата работа, заради тоа што, да не употребам потежок збор, нели, од таа работа, заради тоа што за да одработиш за себе, треба да отвориш фронтна работа, иначе ако не отвориш фронтна работа, нема ни за себе во таа работа.
А инаку, токму нова тема, вчера во Централниот дневник гостуваше и Тито Петковски, председателот на новата социјалдемократска партија. Тој всушност истакна дека двојната функција на премиерот Зоран Заев не е преседан, тие дека кога се прави реконструкција треба да се има во предвид дека мандатарот ги вложува сите напори за да ја реализира програмата. Во продолжение гледаме дел и од неговото гостување. Мора да се има во вид кога се прави реконструкција која е концепцијата на премиерот, на мандатарот. Тој кога добива мандат да ја составува владата, веројатно на преден план ги става сите сили за да се реализира програмата со кој што го добил мандатот на изборите. И не заборавете, секогаш во парламентарниот живот најбитна е последната година од мандатот и на премиерот и на Сакам веднаш да ве прекинам. Свесен сте дека мнозинството од реакциите во јавноста се негативни. Кажете ми, во која програма на премиерот еден ревматолог во Министерство за култура ќе помогне да се оствари таа програма? Во Македонија нема човек, нема граѓанин кој гледа телевизија, користи, гледа социјалните мрежи и следи, да не е селектор. Мислам дека ретко ќе најдете двајца кој што може да состави иста влада. Но има сепак некои параметри, јас би рекол некои кадровски репери, вредности кои луѓето ги очекуваат кога станува збор за реконструкција, да ја подобрат сферата во која што се именуваат за министри. Спомнавте само една илустрација околу Министерството за култура. Следниот е Садуа Дураку, кој ќе го разговараме, одма да ви најавам. Добро. Мислам дека во Македонија со години се потценува улогата на културата воопште како сфера. Ама тоа е како специјалност на социјалдемократскиот сојуз во која едно време и вие бевте. Некако културата се третира како да кажем, украсна елка, ама елката е главна, а не украсите. Клучното прашање е дали, бидејќи општо познато е прифатливо е дека културата е најдобриот репер, јас би рекол, најдобриот доказ за нивото на цивилизацијскиот прогрес на една нација, на еден народ. И сите не мерат кој е нашиот дострел во меѓународната заедница, во меѓународната култура, ако воопшто не внимаваме кој ќе биде министер на култура и на кое ниво на развојот од цивилизацијата се наоѓа нашата култура. Лично мислам. Ова да ве сватаме како критика за ова кадровско решение? Сватете го како сакате. Јас го кажувам своето мислење, од секоја сум го застапувал гледиштето дека културата, образованието, здравството се клучните, најзначајните министри за една влада ако сака да направи сериозни реформи. Ние сме имали во секторот култура и репрезентативни личности, навистина, кои ќе видите историјата 30 годишна, таму седеле навистина и врвни културни имиња од културата, мислам се разбира и творци и оние кои што ја следеле. Па сепак, се чини дека СДСМ традиционално на секторот образование и секторот култура гледа како на резервна гума. А не е само тоа карактеристика на СДСМ. Оптоварени се со чувството на изградба на држава и по правило сите не им се доволно овие вака крупни се борат за државните ресори, знаете. Тука одбраната, што ја финансија, одбрана, полиција и така работа и полиција, тие се а ги поценуваат оние кои што носат практично се носечки сфери за реформите во општеството. Тоа Садуа Дураку ќе биде министер за политички систем. Човекот апсолутно е со години во политиката. Јас лично никогаш ништо добро не сум слушнал за него, и јас сум со години на позиција. Еве да речеме дека ќе се воздржам од таа оценка, но него е ова практично дефинитивен удар на идејата едно општество за сите со вакво кадровско решение во ново министерство кое што ќе требаше наводно да ја конципира и спроведува таа идеја. Кога говориме за композиција, за составот на владата, мора да се има во вид фактот што често пати мандатарот, во овој случај премиерот Заев, е доведен во ситуација надвор од својата волја да прифаќа кадри од конкурент, односно од партнер во владата, кои не се по негова мерка. Јас би рекол дека во ниту една друга прилика, доколку од другата страна, говорам во овој случај во лицето на Дуи, имало честен, коректен однос, да речеме, и кон владата и лично кон Заев, оваков човек никош не би бил предложен за министер. Знаете како, господин Петковски, Дуи ќе биде и во следната влада. А оваа влада ќе падне на Заев, можеби и заради Дуи. Добро, Дуи е во сите влади до сега, така ќе биде и следна. Не може влада да се направи. Но,
Мислам дека е некоректен, нечесен односот на Дуи кон премиерот Заев. Од едноставна причина, ако тој човек јавно изговори дека тој не сака да разговара со народот за судбината на Меѓу другото, тоа е вака рецентно. Ако луѓето јавност, па и вие новинарите прогласивте дека еден неуспешен министар во еден ресор, како може да очекува јавноста да биде добар? И она што е за мене скандалозно, извинете, со овакви аргументи да се брани дека е тоа колективна меморија на Дуи, дека е задолжил партијата многу, таа тоа не меморија е има се и добра се што. препорака. А вчера на програмата на 1 ТВ можевте да ја видите и авторската емисија на Анета Кочишки. Лица, во неа гостуваше македонската пливачка легенда Александар Маленко. Тој раскажуваше за својот живот, за тоа кога почнал за пливање, дека почнал во Охридското езеро, а прво тренира со еден од основачите на македонското пливање, Александар Леко Радич, кој всушност го открива и неговиот талент. Ова е само дел од тоа што разговара Кочишки и Маленко во лица. Јас се вратив прво ради своето семејство, генерално здравјето на моите родители и тогаш вие добро се сеќавате, тоа еше 2011-та, имаше едни избори, нели? Веројатно лошо сум проценил во тој момент, во тој дел службен, па нели тогаш следеа сите тие други. Ние сите добро знаеме како следеше после тоа. Мојата нели сопруга во тој момент одлучивме да биде тука, остана. И сега тој, ке го речите, нели, во тој момент така изгледаше јавно кукавичлук, се покажа не било кукавичлук, дечкото се врати. И додека се ден уште денес траат овие истиве што се вика. Да. И беше понудено како ништо да не било. Ево ја кажам пак. Како ништо да не било, нели, 5 години, 6 месеци, односно, да, 6 месеци. И се насети од нивна страна желба да супер што си ти, како сега чека да ги цитирам, супер што си ти со нашиве настроен. Нели, источно, не си западно. А јас викам, супер што сум така настроен, само од кај ти е заклучокот, значи, пак е твој заклучок ради своји потреби и така натака. Тоа беше, нели, да се приклонам кон сите овие колеги во наводници кои што, нели, беа приклонети. Кои што некој пеа, некој спортува, некој новинари и како така натака. И кога се враќаш? Вие не бевте дел од тоа, така да, И кога позитивно, не, најпозитивно. Кога се враќаш со идеја дека ќе правиш што? Во тој момент сакав само едноставно да 108 часа работни неделно, кога ќе ги помножите, нели колку недели така натака, преку 200 и кусур недели, и реков се посветам на приватно на семејството и така натака, и ќе размислам што понатак. Точно. Но функционирав и интернационално со својата спортска кариера CV како тренер на професионален по потреба на секој еден професионален спортиста од надвор од Македонија. Сум функционирал во повеќе пливачки центри, значи сум Айндховен, Амстердам, Виена. Така да беше бубал. Таа враќањето значеше и да се откажеш од тоа што го бараше во 2006-та. Мислите од Како страна? бенефити, како да, тоа што ти следува. Не, тогаш беше понудено и еден период, имаше еден шофер, фризура, тетрадка, 60 листа, Спасов, Масов, како се вика тој за агенција, беше порано за млади спорт во тој период. Најбрз шофер што е во држава. Беше понудено да, нели, кога ќе се замине тој во правда, секретарче беше, мислам, таму, да влезам јас во агенција како, нели, професионалец. Но со сите овие што ги кажавте работи да бидат повторно, нели, под тепих. И нормално, гладко одбиено. Па неколку притисоци, но се откажаа. Те оставија Затоа што Те оставија проверија. рад, се викат. Па оставија рад. Нели, ти си волк самотњак. Ние функционираме групација. Што е со твојата најблиска околина?
и во таа 2006-та, и во таа 2011-та. Веројатно луѓе кои што добро те познаваат. Дали почесто добиваше совети да бидеш попустлив или почесто добиваше совети да тераш до крај? Сите совети што сум ги добил до 2006 ме коштаат крах на лична основа. Значи тие биле совети двосмерни. И овој Александар Маленко од запад различни. И ја не се срамам да кажам дека се спознав себе си и дека треба сите... не е лошо. Не, дека се спознав себе си 2006-та со самото заминување. Таа школа што сум ја завршил, Г20, Обштествено надворешна политика во ДНХ, тоа е делот кој што можам да кажем се спознав себе си. Инаку друга тема која што Саша Ордановски ја обработи вчера во отвореното студио 1 заедно со својот гостин, но и колега, новинарот Аргон Бива, се токму протестите кои што изминатиот викенд се одржаа во Албанија, може да се каже дека се едни од најголемите политички протести во изминатите 10 години. Овие протести се одржуваат непосредно пред закажаните локални избори, а опозицијата се закани дека истите нема да се случат. Во однос на тоа, кои се шансите Албанија да биде прифатена од страна на Европската унија до октомври, гледаме во продолжение, односно гледаме и од овој разговор. Еден од главните, да речем, пречки или актери во целава ова криза, самиот Народен театар е пред уривање веќе последните 15-20 години. И во времето кога сегашниот премиер беше градоначалник, не успеа после може година дена од обид и сега има веќе повеќе од година и пол протести од сите уметници кои што го бранат и љубители на уметноста кои што го бранат театарот од уривање. Тоа ме потсетува на ситуацијата со ГТЦ, да објаснам за гледачите да сватат подобро. Значи сега против господинот Еди Рама, против премиерот, се дигна и цела една интелектуална, актерска, режисерска, театарска, филмска една цела, која што не дава да се срутат, тоа се две зградички во самиот центар на Тирана, убави, но се разбира стари од едно друго време, а маркицата на нивната, да кажам, зацртана која бе тука би никнала зграда, сигурно 6 згради од кој знае колку ката. Роберт Будина, еден од соговорниците, вели од 200 милиони до милиарда евра. Така, и сега, меѓу другото, целен интелектуален слој го обвинува Рама дека со години се обидува да ги струши театрите, а да тоа место да изгради комерцијални објекти, па и таа конфронтација во тек која што ги турна некако на страната на опозиција. Точно, и да не забораваме дека 5 месеци пред тоа протестира и студентите до декември. Така, Тоа не се спомнува, но тоа исто е еден академски генератор. свет. Така, И се академски идни граѓани кои што 5 месеци протестираа, не дозволувајќи на ниедна партија да им приде, сака живот. Студентски, нормален, четворица европски. соговорници, на кратко, кои се тие? Јас така се наредени еден после друг, Ромир Зала, глумец, виден глумец, кој што моментално го глуми Јулије Цезар, па одговара на ситуацијата. Во Народниот театар. Во Народниот театар, но премиерата ќе биде во Саранда на 13 се извинувам, идниот месец, во театарот, античкиот театар Бутринти, каде што тука негде Цезар имал и војни во тоа време. И идеално да се зборува за некој кој што се обидува и тој е познат во историјата кој што се обиде целата власт да ја присвои и заврши така како што заврши. Мирела Богдани, универзитетски професор, Оксфорд алумнај, таа има завршено, таа е родена како фамилија, се 300 години во Тирана. Госпожа Богдани инаку во Англија живееше долго време. Живееше долго време во Англија и беше кандидат за европски парламентарец, прв албанец, албанка, за европски парламентарец, Конзервативната партија. Во конзервативната партија, многу блиску да се избере и за пратеник, но болеста од татко и ја спречи таа се врати, така се врати па остана. Следниот наш соговорник е Роберт Будина, режисер, глумец, театарски, филмски режисер, продуцент. Сите филмови, скоро сите филмови кои што доаѓаат со надворешна продукција поминуваат низ ера
Production, која што тој ја води заедно со неговата фамилија, жена, сопруга, која што исто така е режисер. Живец на тоа, еден од главните кој што е тука секој ден во последните 500 дена. И полн енергија, полн со, бидејќи јас разговарав со него на вистина еден вака пригучен енергичен. Иначе брат на, се извинувам што прекинав, брат на Будина Монди Будина, Едмон Будина, многу близок пријател, интелектуалец со Кадаре, Исмаил Кадаре. И последниот со говори? И последниот е Лаерт Васили, исто глумец и режисер, кој што учевме заедно првата година, после тој продолжи и студираше во Атина, таму заврши, таму работеше, е познат глумец таму, цел грчки интелектуален свет го познава, тој учествуваше и учествува и ден денеска во разговори по телевизиски студија. Ова беа кратките исечоци од најинтересните гостувања од Отворено студио 1 кои што се случија во текот на вчерашниот ден. Секако целите разговори може да ги погледнете на интернет страницата на 1tv.mk. Инаку тука е крајот на овој прв блок Отворено студио 1 со мене и со Елена. Повторно се гледате во 15 часот и 20 минути, но не го менувате каналот, бидејќи следуваат вестите со колегата Александар Петрески.